затоа што најчесто на луѓето кои што им е потребна помош, Така. обично не се во можност Така. да издвојат огромна сума пари, не знам, Така. за да можат да си го платат лекувањето. Затоа, ние имаме ценовник, Така. меѓутоа не се придржуваме кон него. Така, работите доброволно. Ќе ви кажам зошто. Значи, мојата идеја и идејата на сите мои колеги Така. овде е да им се помогне на што поголем број луѓе, Така. да им се предочи лекувањето со прана, значи да им се даде надеж од една страна, од друга страна да можеме да ги едуцираме и да може да им биде достапно. Така, сами да се лекуваат брата. Да. Значи да може да им биде достапно. Затоа лекувањата, цената за лекувањата ги формираме, ја формираме според бројот на третмани кои што треба да се направат, Така. должината на лекувањето, но најмногу според капацитетот на клиентот, односно колку може он да издвои. Така. Така. Значи се договарате, заеднички Да, се договараме. Имаме и бесплатни лекувања, значи имаме одвоено еден ден, каде што може да дојдат луѓе за бесплатни третмани. Така, добро, сепак хумана работа. Да. Добро, јас мислам дека гледачите сватија зашто вечерва разговараме. Се надевам. Добија појасна слика што е тоа прана, па се надам потекот и со прашањата ќе се дообјаснува нешто што не успеавме сега да дообјасниме. Јас предлагам овде да направиме една кратка пауза, но прво да уште еднаш ги посетам нашите гледачи дека прашањата преку SMS пораките може да ги поставуваат на 070 141 246 и 075 141 246, а на директниот телефон во директното студио на единствениот број 2601 2601 508. Почитувани гледачи, повторно сме во студиото и разговараме со господица Елена Антоновска, организатор и учител за лекување со прана. Па веќе имаме веднаш гледач на линијата да го вклучиме. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Јас сакам да прашам да пошто покасно се уклучи во што лекува господијата. Ова е посебен начин, ќе ви одговори. Лекувањето со прана се применува и се практикува кај сите видови на болести. Значи, со цел лекување на болеста, односно во случај кога не може болеста да се излекува, барем да му се овозможи на пациентот да му биде подобрена состојбата. Така, некој конкретно прашање? Јас сакам да прашам за ќерката моја со грлото има проблеми. Опериране, па дали може нешто имунитет, тоа е некоја биоенергија или каква алтернативна медицина е? Да, лекување со животна енергија. Какви проблеми има? По-конкретно можете да ми кажете? Имаше папиломи на гласниците, сега има така ожлиците и сметаат, па Добро. Би можело, би пробале, јас мислам дека ќе има ефект. Дали сте имале таков случај? Да, имаме таков случај. Каде се на... Така, имате контакт телефони на екранот, ќе можете да ме побарате слободно, за сите детали ќе се договориме дополнително. А лекувате со некаква енергија или со лекови за пиење? Јас не слушнав. Не, енергетско лекување. Со биоенергија или со апарат некој? Не, без апарати, без ништо, во овој случај немаме прирачни средства, значи така. Само енергетско лекување. Благодарам, пријатно. Пријатно. Така е, гледачката доби одговор. Ако имаме прашање по SMS пораките, дали гостинката лекува екзема, мајасил, поздрав и каде може да се обратам? Ево овие болести, дали ги третирате? Да, ова се кожни болести, се третираат. Така. Многу е битно во овој случај, значи медицинската страна на лекувањето. Битно е пациентот да ги зема препишаните лекови. Можеме да се слушнеме, би можеле да пробаме. Така, но секако тега треба тука и да биде вклучена класичната медицина. Да, секако класичната медицина во секој случај треба да е вклучена. Така, иначе гледачот или гледачката прашуваше каде може да се добие, да ве добие. Веќе имаше
вашиот телефон на екранот, еве го има повторно, нека запиши, нека ви се јави. А ние одиме понатаму со следното прашање, дали има врска со космичка енергија и дали работи со чакра систем? Значи, тоа не е истата технологија која се применува во космичка енергија. Така. Меѓутоа, енергетското лекување секако е поврзано со чакрите, со енергетските центри, така да... Така, тоа е таа енергија која вие од универзумот, таа животна енергија и ја пренесувате до клиентот, како што велите. Значи, правиме трансфер на енергија. Добро, имаме ли следно прашање? Маја Силек зема веќе 3-4 години, дали има можност повеќе? Мислам дека ова го говоривме веќе. Да, ова е друго прашање, но слично имаше пред тоа. Значи може и овој гледаш да се јави на телефонот што веќе неколку пати оди на екранот и да ве побара. Да, слободно. Добро, ние не проговоривме за... Добро, имаме прашање, па потоа ќе ве прашам за... Дали лечите мозочен удар на 80 годишна жена зафатена левата страна и колку пари кошти? Мозочен удар. Овде би требало уште веднаш да расчистиме. Така. Мозочниот удар со лекувањето со прана се третира многу ефикасно ако е навремено. Така. Преземено третирањето. Значи, оде треба дополнување на прашањето. Многу е важно колку време жената веќе е со симптоми после мозочниот удар. Така. И мислам дека во овој случај би можело да се помогне, меѓутоа не знам крајните ефекти какви би биле. Затоа што не знаете колку време е. Да. Значи, најдобро гледачката да се обрати па да поразговарате, да ги добиете комплетно сите деталите би сакала да ги чујам. Добро, сакав да прашам, имам ли прашање или да поставам јас моје прашање? Да, дали третирате гинеколошки проблеми, конкретно стерилитет? Да, се третира стерилитет, со тоа што сакам да напоменам дека најчесто значи причините за стерилитетот, ако не се органски, значи ако не се физиолошки, се од емотивна природа, психолошка природа. Така да мислам дека би требало да пробаме и така, тоа е подеднакво, мислам, третирате и машки и женски. Секако. Да, добро. Сакам да прашам, рековте ќе се организираат курсиви, кога и како? Да, имавме семинари сега во мај. Така. Значи, основен и напреден курс беше тоа за лекување со прана и беше многу успешен. Така. Наредните курсеви би требало да бидат во октомври. Датумите начелно се 6 и 7 за основниот курс, меѓутоа не се фиксни заради тоа што може да се случи да дојде до промена, па да имаме и дополнителен уште еден семинар што ќе биде многу убаво. Меѓутоа сега за сега... Добро, од сите оние кои сакаат да го посетат тој курс, иако се уште е рано, но еве да дадеме информација каде може да се јават, да се запишат, да се информираат. Значи, многу можат да контактираат со мене. Така. Бидејќи јас како организатор го преземам и тој дел на обврските. Сакам да им предочам на гледачите дека посебни предуслови не треба. Така, може секој да се јави. Може секој да се јави кој што е, да речеме, заинтересиран, кој што има желба, кој што е нормално, со некое нормално ниво на концентрација, тоа е доволно лесно за секој да може да го научи да го применува. Така, значи секој може. Значи, енергетско знаење претходно не треба да има, ниту пак медицинско знаење. Медицинското знаење е предност. Така. И енергетското знаење. Така, значи... Да. Луѓето можат да се јават, да се запишат, тоа можат уште од утре натаму. Да, можат. Можат слободно. Да се пријавуваат, само да изразат желба и... Да. Нека се јават, деталите јас ќе им ги објаснам. Така. Добро, имаме гледач на линијата, да го вклучиме. Ало, добро вечер. Добро вечер. Поверете. Се јавам врска со господјата Елена Антовска. Добро, поверете. Да ми одговори за видот дали има помош нешто. За видот. Каков проблем имате?
Мислам, диагнозата која глауком? Оштетување на нервите. Може да се помогне во тој случај, значи такви случаи веќе се третирани и имаат ефекти. Не знам колкаво е оштетувањето на нервот, значи би требало да се видиме и да видиме која е точната медицинска диагноза. Вие имате оштетеност на видот во колкав процент? Па 90%. Би можеле да пробаме, меѓутоа ефектите ќе ги видиме со третирањето. Верувајте ми, голем е процентот на оштетеност. Колку време би требало таа терапија? Терапијата би се изведувала 2 пати неделно, барем 3 месеци. Минимум 3 месеци. Добро, благодарам. Благодарам, пријатно. Имам чести главоболки, колку третмани ќе ми бидат доволно и колку ќе ме чини. Иначе сум здрава и немам некои посебни проблеми. Главоболките, многу е важно, значи да видиме што е причината за главоболките. Так. Значи главоболките може да бидат предизвикани од изнемоштеност, недостаток на енергија, стрес, секојдневен живот. И слично, што значи дека нормална главоболка би била истретирана, да речеме, може би за месец дена, меѓутоа ако причината е посериозна и ако постојат други фактори кои влијаат на неа, ќе биде подолго трајно. Значи, гледачката треба да се јави кај вас за да поразговарате и во поединости да се дообјасните. Да, причина мора да има за главоболка. Добре, ало, добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Ало, ве слушаме, повелете. Сакам да ја прашам гостинка, дали рече за космичката енергија или универзалната? Добро, објасните. Како работи со космичка или универзална енергија? Како? Не ја слушнав, зашто покасно се јави. Добре, ќе ви одговори. Значи, лекувањето со прана е посебен енергетски модалитет. Не спаѓа ниту во космичка, ниту во универзална енергија, меѓутоа изворот на животната енергија е еден единствен и е исти за сите. Добро, оваа значи енергија е многу друга, ние поседуваме енергија универзална. Ние поседуваме, ние ја поседуваме. Која не се наплатува. Да. И луѓето одлична работа. Нели? Се наплатува, а има ефект, има убавина Боже и така. Ви благодарам. Ајде се најбола. Се најбола. Благодарам, пријатно. Болна сум од трихотиломанија. Дали може да ме излечите и на кој начин? Мене ми е жал, пошто јас не сум медицинско лице и диагнозата не ја знам. Добро. Значи, ќе ми биде потребно да истражувам малку за да одговорам на оваа порака. Јас се извинувам. Добро, гледачот или гледачката нека стапи во контакт со вас, во разговорот, може да се најде решение. Така, добро. Имаме ли следно прашање? Дали може да помогне при микроаденом на хипофиза? Хипофизата се третира, а меѓутоа во зависност од тоа колку е сериозно. Сериозна болест. И колку е, ќе повторам, колку е времетрењето на болеста. Значи, јас ги разбирам гледачите, они не можат да бидат баш детални и точни во своите пораки. Меѓутоа... Добро, ова е емисијата за да објасниме кој со што се занимава, па гледачите најдобрите одговори ќе ги добијат ако стапат во контакт со вас и ако направат средба со вас, тогаш можат и да се откријат и некои работи кои на гледачите во моментот не им паѓа на ум за да ги постават прашања. Така. Добро, понатаму со следното прашање. Долго години имам проблем со желудникот. Сите лекарски третмани без успех. Битно е да речеме дали има медицинска диагноза. Ако не можат да му помогнат, желудникот како орган многу успешно се третира. Кај вас. Кај нас, да.
Значи тој предал на внатрешните органи така да може. Така, добро. Еве имаме гледач времето. Се исклучи гледачот. Добро. Сакав да ве прашам едно прашање, па ми побегна. Добро, па ми јас, зашто ме прекина гледачот, ама имаме нов гледач на линијата, така што од текот на емисијата. Да, се сетив сега, но веќе имаме гледач на линијата. Ало, добро вечер. Ало, добро вечер. Поведете. Сакам да прашам, се работи за машме. Така. Има многу слаба циркулација. Добро. На нозете. Добро. Добро. Па дали може со тоа нешто да се говориме? Да, може. Може, еве. Слободно контактирајте ме. Овде више можам потврдно да ви одговорам, со сигурност да. Контактирајте ме, ќе се договориме да се видиме. Добро, благодарам. Молам. Пријатно. Сакав да прашам луѓе кои во себе имат вградено метални плочки, шипки, прачки, железни. Не пречи. Не пречи се оваа работа, зашто луѓето кои се занимаваат со биоенергија не третираат такви пациенти. Прачки, шипки не пречат. Меѓутоа сите помошни апарати на срце, байпас, да, кои што имаат влијание од електромагнетните зраци, тоа се ризични за третирање. Така и затоа клиентот кој ќе дојде кај вас треба да се каже. Потребно е да каже, да. Да, секаков метал има во себе. Значи, клиентот кога ќе дојде, потребно е да ја прикаже неговата целосна здравствена состојба. Значи, отворениот однос помеѓу нас и клиентот е во многу предуслов и многу влијание во понатамошната работа, во одредувањето на третманот и во ефектот на третманот. Добро. Ало, добро вечер. Ало? Поведете. Ве молам, добро вечер. Добро вечер. Јас се викам Никола. Добро. Би ја замолил гостинката, ако сака, со 10 секунди да ми објасни. Она вели дека лечи со плана. Да. Сега, да ви кажам ја на госпожицата, дека јас сум практикант на спиритуал хумана јога. Добро. Она знае што е тоа спиритуал хумана јога, односно универзална енергија. Добро. Во Индија прана се вика универзална енергија. Животната енергија. Ја имам завршено 13-то ниво. Добро. Баш ми е драго. Сигурно ви е драго. Сега би ме замолил да ме кажете, дали ке Бруно или ке Мартина имате завршено? И овие семинари што ги вие организирате, дали се преко Бруно или преко Мартин? Значи, овие семинари немаат врска со Мартин. Да? И немаат врска со никого друг. Така? Да. А каде имате вие завршено? Ја би ме молил да ми кажете. Имам завршено овде во Македонија и во Австрија во Виена. А во Македонија кој ви предаваше? Магистар Клаудија Дикман од Институтот за енергетска работа во Виена. Не, во Македонија. Во Македонија, во Скопје? Да, во Скопје, доаѓа овде и одржува семинари за лекување со прана, значи... Добро, некој друго прашање? Прашањето е тоа што, знаете како, jer ние ко практиканти на спиритуал хумана јога, така, работиме и телепатски, работиме и контактно, али ни динар не взимаме, све е тоа хумано. Добро. И секој, дозволите, секој месец, во салата на Социјалистичка партија, тоа нека слушаат сите гледачи, се организира семинари. Ама господине, вие правите реклама сега пред реклама правите. Забрането да правам реклама. Ама не, кажувате каде се вине. Забрането, господине. Меѓутоа, јас сакам да ја кажам на госпожицата дека со лечењето спиритуал хумана јога не се взима ни еден динар. Аха, добро. А зошто вие не дојдете во нашата емисија па да си поразговараме вака по-широко? Не рекламираме ние. Добро, господине, благодарам. Секој има свој начин на работа. Благодарам, пријатно. Не е реклама, како не е реклама, кога кажува не, во рета, јас го разбирам господинот и... Не, ама тој кажува секој има свој начин на работа и секој има право на собствен избор.
Значи не, точно е тоа. Во ред коментарот му беше цело време добар, но веќе во нашата емисија врши реклама дека тие таму и таму одржуваат тоа веќе комерцијала, не телевизија е ова. Добро, еве имаме следен гостин. Ало, добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Јас подосна се вклучив, не ја гледам емисијата од почеток, така што може би сте зборувале за ова, јас сум пропуштила. Добро. Меѓутоа ме интересира дали на овој начин можат да се третираат деца кои имаат развојни проблеми и дали на овој начин можат да се третираат пациенти кои имаат тешки форми на епилепсија. Добро, тоа е се? Да, добро, само секунда, би сакала да ве прашам само на што се однесуваат развојните проблеми, значи физички, психички, емотивни, значи секакви. Моторни проблеми во развојот кои се последица на генетски заболувања. Вака се. Хромозомски аберации, кажат, но вака со медицинска терминологија. Генетските... За класичната медицина знаете дека нема лек. Точно. Немаме ни ние, за жал. Значи, едино што можеме да направиме е да помогнеме да се подпомогне развојот. Значи, не можеме да го нормализираме. И следното прашање, какво е искуството ако постои за епилептични напади? Епилептичните напади можат да се ублажат, значи може да се доведе во состојба, не знам, некоја нормална, меѓутоа знаете, исто и епилепсијата е неизлечива, така да, меѓутоа, лекувањето на епилепсијата е многу долготрајно. Некои форми на епилептични напади се лекуваат и со класична медицина. Да, значи полесните. Напади кои класичната медицина не го дава саканиот резултат. И ме интересира уште нешто. Дали се можни евентуални несакани последици? Не. Не се можни. Комплетно исклучена? Молам? Таа опција, таа опција е комплетно исклучена. Не може. Е комплетно исклучена, зашто знаете од позиција, например, јас размислувам како човек што на запад пораснал и сваќам, Па секој лек или секој третман може да има и несакани појави. А покасно се вклучив, па не сум во Така, добро. се е во ред. Овде може евентуално да се очекуваат и некои несакани ефекти. Немаме несакани ефекти заради тоа што телото, вака од малку по, ќе ви објаснам попластично, телото го прима количеството на енергија кое што му е потребно. Значи, прочистувањето на енергетското тело и енергизирањето на телото на клиентот доаѓа до граница до кога што телото може да ја прими енергијата. Значи, тоа самото го отфрла вишокот на енергија кој што не му е потребен. Што значи самото го регулира процесот на лекување. Знаете зашто го поставувам ова прашање во контакти со луѓе кои се занимаваат со биоенергија и кои се афирмирани во оваа средина, значи не зборуваме за шарлатански појави. Сознанијата се следни дека за биоенергија зборуваме, со овој тип енергија кој ви ја практикувате, дека биоенергијата не е соодветен пристап за епилептични напади. Меѓутоа, бидејќи овде станува збор за еден друг пристап, нели? Затоа и сакав да се исконсултирам со вас. Да, пристапот е друг заради тоа што третманите се строго контролирани. Значи, процедурата и технологијата е така направена да не може да се претера. Значи, тоа е едно, друго. Јас не би сакала сега да вршам реклама на некои други луѓе што се занимаваат со истата работа, меѓутоа знам случаи епилептични кои што се нормализирани на многу сличен начин на лекување како што е лекувањето со прана. И последно во прашање, колку долго трае еден третман? Во зависност од болеста и во зависност од